Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Катерина Ангеловска, тренер за личен развој, ликовниот уметник Бранко Манчев и фолк пеачката Андријана Ади Костадиновски. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, после утринските вести продолжуваме понатаму со разговорот во студио. Нашите гости се спремни, ние секако со колешката сме спремни, а верувам дека ќе имаме одлични разговори, некако секогаш знаете дека се трудиме да склопиме луѓе од различни професии, така да имаме побогата содржина, така и денеска имаме една пејачка која што седи веднаш до мене, која што јас мислам дека прв пат лично вака се запознаваме, иако можеби се знаеме, тоа е Андријана Ади Костадинова, Костадиновски, Ади или Андријана? Добре дојде во Здраво Македонија. Андријана, така? Да. Добро утро, ви благодарам многу, Елена, за поканата, за вашава прекрасна емисија. Многу ми е драго што сме тука, што се дружиме. Ете така, ќе имаме одличен разговор, баш ми е драго што сте и вие тука, затоа што ќе отвориме со вас една, ќе најавам така една малку сензитивна тема за која што верувам дека ќе зборувате и ќе им помогнеме вака на многу жени кои што не гледаат во овој момент. Би сакала да го представам и младиот дечко кој што е со нас во студиото и кој што е прв пат овде гостин во Здраво Македонија. Сигурно можеби има малку трема, ама тоа ќе трае едно 5 минути сигурно. Сум Бранко Манчев, ликовен уметник. Добре дојде во Здраво Македонија. Ти здраво и од мене и добро ве најдов и благодарам на поканата. Така да се надевам дека ќе имаме одличен разговор. Добро интервју и одличен разговор, како што кажа. Бранко, 5 минути ти дам, еве сега почна, значи на 6-та веќе тремата ќе отиде, ич да не се секираш за тоа. И имаме жената која што е веќе многу добро позната на нашата публика, со која што често се дружиме и вие многу добро ја знаете. И која што ми е секогаш задоволство кога е овде во Здраво Македонија, затоа што секогаш има нешто интересно да најави, ама некако и како пред крајот на оваа година, па и логично е да ја викнеме, за да зборуваме за тоа до каде стигнавме оваа година и каде целиме во следната 2026 година. Катерина Ангеловска. Кате, добре дојде во Здраво Македонија. Добро утро, убави луѓе. Многу сум среќна што сум утрово со вас. Секогаш ми е предизвик. Елена, која ќе ме викне, знам дека тоа ќе тече како песна. Така што да знаете дека сте во сигурно место. Во сигурни раце. Да, Ката, баш ми е драго што благодарам многу на поканата и големо е задоволството секогаш да видам тука со вас. Ете така, заедно со мене ќе види Александра. Александра, добре дојде. Добре најдов. Добре најдов, Елена, се шегувам. Добро утро за гледачите на Здраво Македонија и Канал 5 телевизија. Одлична комбинација на гости, уште поубави разговори. А како што и нашата Кате кажа, навистина со Елена секогаш е забавно и непредвидливо. Да, мене сега баш што им кажав на гостите, најчудно ми е кога нели ќе договараме сега гости ќе ми кажат а што ќе ме прашаш, а јас никогаш не знам што ќе ги прашам моите гости, затоа непредвидливо, затоа што некако јас енергетски сакам да ве фатам. Не знам некое прашање. Секогаш најдобре. Тоа е она вистинското. Така е. Така, еве, Кате, би сакала со тебе да почнем енергетски. Ајде сега кога веќе зборуваш. Не, нели кажав некако декември ја заокружуваме годината. Кате, дали за тебе 2025 година беше добра, затоа што за многу луѓе сеако збориме на енергетско ниво, нели за сите оние кои што се ретроградниот Меркур па и Сатурн не потепа цела година, ама некако годинава беше многу тешка за многу луѓе што некако не беше очекувано. Аз се сеќавам минатата година пред Нова година и сите викаат 2025 е моја година. Сите цели ќе ги завршам, се ќе направам во животот и некако дојде 2025 година и ние се прашуваме како спасивме жива глава. Има ли нешто, не знам, во универзумот, некоја енергија, нешто што се случува со оваа тешка година? Да, прилично тешка година, енергетски тешка година. Инаку предизвици, секој човек има секакви предизвици. И сега многу е важно како се носиме со тие предизвици, што е она, дали имаме очекувања. Целата работа, еве, особено ова за личниот развој, она што е моја тема, целата работа е да научиме како да се менаџираме себе си, како да имаме едно флоу, едно течение во она што ни се случува во текот на годината и оној момент, не знам, сега ваква ќе биде 25-та година, не знам, онаква ќе биде 25-та, не. Најважно е да си поставиме намера. Јас и ти многу пати сме зборувале на оваа тема и со Елена, морам ова да го кажам јавно, ми е секогаш задоволство да збориме на теми за енергија, за личен развој, затоа што сме на иста бранова должнина. И намера, што е она што сакаме да го постигнеме? Што е она што сакаме да го постигнам 2026
2026 година да имам мир, внатрешен мир, да имам слобода, да имам љубов, сите да сме живи и здрави. Тоа е прилично многу важно, особено што ни се случи во 2025 година со целата ситуација со кочани, загадување во кај нас, кој што не е нова тема и така натаму, но сметам дека аспектите имаат големо влијание, ретрограден Меркур, не знам што се не. Сатурн, ја веќе не ги знам, не се разбирам во астрологија, но како и да е, тешка година е, но тоа не значи дека и 2026 ќе биде тешка. Јас сум го споминавте кочани, а ние минавно мора да споделиме дека на средина од ова убаво друштво ни седи професор по уметност токму од градот кој за жал ја зави Македонија во тага. Верувам дека вам ви е најтешко и кога ќе се спомене кочани секогаш зборуваме со тежина, секогаш зборуваме со огромна тага и дури е неблагодарно ние да зборуваме со оглед на сите родители она што и ден денеска го живеат и доживуваат. Добре ни дојдовте. И натаму да сликате и да создавате уметност, но и како професор по уметност создадовте едно катче во Скопје за кое малце повеќе да зборуваме. Како е во Кочани денес? После она што ни се случи? Па вака, пред се ви благодарам на поканата. За во Кочани можам да кажам дека не е многу... Немаме зборови, мислам. Немаме зборови, точно што може да ја опише и болката и ситуацијата што се деси таму, но така да оставаме на времето. Пак ќе кажам, времето лечи све. Така се чувствува ли таа болка уште, затоа што јас не сум била многу одамно во Кочани? Се чувствува болката, се разбира, не може, тоа ќе остане еден длабок печат во самиот град, така да не може да се опише тоа. Не може да се опише тоа, башка ние сме таму секојдневно, ние се соочуваме, ги гледаме и луѓето, и родителите, и сите, така да времето ќе покаже се. Треба време. Треба време, точно. Точно. Може би нема ни многу од нив да имаат она вистинско исцелување, меѓутоа прилично е тешко. Ние ја чувствуваме таа енергија, не сме во градот. Овде од подалеку. Да, од подалеку, апсолутно. Така. Како се исцелуваме? Ката, како да се воздигнеме, обновиме и енергетски и, како велат, душата боли? Да, душата боли. Ова се специфични случаеви и специфични трауми и трагедии и за ова не би зборувала воопшто, него ќе кажам општо, како што кажа и времето ќе си покаже. И на вистина, исцелувањето е процес. Ние не можеме да си поставиме цел и да кажеме, нели, јас ќе се исцелам. Не. Потребно е да ги поминеме сите фази, сите емоции, да ја isprocesираме сета болка или нешто што ни се случува како предизвик, како траума и така натаму, за да дојдеме до една состојба каде што ако ништо друго, во овој случај би се чувствувале посмирено, но знаете како има една поголема Божја волја. Леле, сега оваа тема ми е мене исто така баш специфична и болна, како и да, болна. И навистина постои една Божја поголема сила. За ова не би дискутирала дали е намерна, ненамерна грешка, апсолутно не би зборувала, меѓутоа луѓето што се таму, навистина ќе им треба време за да се исцелат, може би неколку години за да дојдат до една нулта позиција, но ние од оваа страна можеме да помогнеме во исцелување на таа една колективна и траума и колективна енергија, да ја ублажиме, затоа што впрочем и ние сме промената што сакаме да ја видиме во светот. Не можеме да очекуваме они да се исцелуваат, па и ние подобро да се чувствуваме. Не, туку едноставно ние можеме да помогнеме со тоа кои сме, како делуваме. И браво, ние сме одговорни и должни да помогнеме во тој процес на заеднички да помогнеме во исцелување. Еве, сега се наметна темава, ама да, така е. Да, сите сме колективно вклучени во ова. Да, како кога зборуваме, еве вака некако ни тргна разговорот, меѓутоа
неминовно е да збориме за загуба затоа што многу загуби имавме и на колективно ниво, нели, и приватно, лично, нели, секој во својот живот имам чувство дека некако така загуби. Ако зборуваме за загубите, тука мислам дека треба многу време, многу лекување, многу исцелување што вели Александра. Тука би сакала да отворам уште една тема со која што би сакала да ја зборуваме со Андријана. Јас Андријана ќе видам, да не е Ади. Нешто кое што за мене е навистина чувствителна тема, секако и за Андријана, но нели во согласно со Андријана па така решивме да го почнеме разговорот. Андријана пред неколку години, ако не се лажам, пред 3 години вие нели секоја жена сака да стане мајка како и сите вие, меѓутоа вие имавте еден многу неубав, несреќен случај со тоа. Не би сакала да зборувам за детали, ништо би сакала да ви оставам простор на вас, вие да искажете, да си отворите душата и да кажете што точно се случи, затоа што тоа се некои белези кои што остануваат за цел живот. Да, јас во суштина сум човек што обожава дечиња. Многу сакам дечиња, малечки, они се нашата иднина, нашата светлина, и со сопругот, значи, се трудевме долго време да добиеме детенце, меѓутоа, од некој непознат фактор, немаше никаков проблем, едноставно не доаѓаше до бременост. И се одлучивме да направиме инвитро. Првото инвитро ни беше успешно. Голема благодарност до докторот. Смеам да кажам кој доктор беше? Слободно оставаме на вас. Доктор Хаджи Лега од Нјуборн. Значи, све беше одлично. Бременоста беше фантастична. Се до 6-тиот месец. Одеднашка се случи нешто, ми пукна водењакот. Отидовме на клиника, не вратија дома. Ми рекоа дека не ми е ништо, да се вратам дома, баш за ден Велик ден беше. И ние се вративме дома, сопругот продолжи да спие, јас некако, знаете, оној мајчински инстинкт, знаеш дека нешто не е во ред, дека нешто се случува, се извинувам, може малце сум вознемирена. Можеме и да престанеме во било кој момент кога сакаш. Ворете. И се јавив на една другарка што работи во Чаир, на гинекологија, за среќа. За консултација да прашате што се случува. За среќа, другарка ми беше на работа 3-та смена. Ете, Господ. И отидовме, среќа, имаше многу фин доктор таму и веднаш не прати на клиника, се вративме. И разбудивме сестрата што ме врати назад сепак и кажав дека нешто не е во ред со мене, дека ми е пукнат водењакот, дека нема плодова вода. Не си ти единствена, нема врска, сега ќе викнам доктор, дојде некој доктор, ме задржа, никој не се ни потруди да ми помогне, никој не ми пружи поддршка, во тој момент 2 дена леже во болница, онака се понаша, ќе биде абортус и толку, заборави, млада си, ќе имаш други деца. И толку. Мислам, таа болка помина, се уште додуша не е помината, веќе се научив да живеам со тоа. Тоа е тоа. А се обидовте после тоа повторно? После тоа, да, пробавме уште 2 инвитра, меѓутоа мене мислам дека психата ми е нарушена во врска со бременост и ми треба уште време за да се опуштам. Пошто не можеш да поидеш на таков процес со душевна болка. Еве ќе се сложите со мене дека е многу важно да има си смирен. исцелување. Точно, да. Да, и матката да биде исцелена енергетски. Душевната болка е многу потешка од физичката болка. Апсолутно се согласуваме. Тоа е она што и ја прави годината, апропо твоето прво прашање, Елена, таа колективна енергија. И сега, ова е грешка и на систем, и тоа нас, мислам дека колективно многу не боли, и аспектите што се случуваат, и трауми што доживуваме, и тоа ја прави самата густа енергија, енергетски кога ќе зборувам. Нема теченија, нема флоу, нема ништо. И сега, ако јас сакам повторно да направам инвитро и нели да останам бремена, затоа што и јас во низ моиве години јас немам се уште деца, и точно знам за што зборува. Потребно е исцелување душевно, енергетски, матката да се дојде на свое место, за да новото дете кој ќе
дојде, новата душа која ќе дојде, која ќе сака да биде и да ве одбере вас, нас како родител, да дојде во една чиста средина, во една здрава и исцелена средина, каде што мајката пред се ќе биде во мир со себе. Се додека мајката не е во мир со себе, не може, не дека не може, далеко од тоа ќе се случи, има Божја една поголема сила и енергија за која што ние не можеме да ја контролираме, а сакаме да ги контролираме работите, така што нашата задача, нашата одговорност е ние да се исцелуваме, да работиме на себе, да се исцелуваме на секое ниво, и умствено, и духовно, и емоционално, и физички, секако. Така, да, и тоа е важно за Андријана, како што кажа, нели, дека уште ти можеби и психички не си спремна. Точно, да. Било што да почнеш сега. И само сакам да упатам еден апел, значи до сите луѓе, не ги прашувајте луѓето. Кога бебе, кога ќе се жениш, кога ќе се мажиш, значи немојте тоа да го правите. Зошто го правите тоа? Зошто? Поради која причина? Те прави среќен тоа ако му создадеш болка на некого? Не е во ред. Не треба тоа да се прави. Мислам дека тоа е еден од нашите македонски синдроми. Менталитет, меѓутоа тоа треба да се искорени веќе. Сега не сме више во 18 век и не треба тоа да го правиме. Не те засега. Гледај си ги своите внучиња, гледај си ги своите дечиња. Јас дали шетам куче и поради која причина шетам куче, тоа е моја лична работа. Не може така. Еве спомна куче, само ќе се надоврзам. Ја имам куче. Исто. Да, и сега во парк, ова кажувам пред некоја година. И се шетаме ние во парк и ја ви викам на Джеси, се вика кучево мој, дојди Джеси кај мамичка, и една жена проаѓа. Како смееш такво нешто да кажеш? Тоа е прво мој проблем. Не ме ни познаваш за да ми се обратиш. Сигурно немаш деца. Да. Затоа така и се обраќаш. Зошто? Мислам, јас не ја ни преципирам, не допира тоа до мене, ама се надоврзувам до Ади. Ади, така ја се извинувам. Веќе блиско. Да, така ја вика Ади. Да, така што, да, ке нас постои тој некој менталитет. Но да не се откажуваме. Не, никако. Никако да се обесхрабриме. Така, мојата борба за детенце беше долга, но се случи, така да не се откажувајте. Јас мислам дека тоа сум го Така. тоа сум го слушнала, еве може и Кате ќе се надовре со мене. Кога не го мислиш, кога си најопуштен, тогаш се ти доаѓа некако. И некоја идеја, и нешто. Јас знам, имам една пријателка која што исто они многу се трудеа за дете и на крај си рекоа ексик што сака нека биде. И она остана трудна 2 месеци после тоа. Значи рече не правам веќе ништо, значи ако треба да биде ќе биде. И она остана после 2 месеци остана трудно. Мислам, за примерот, ама мислам за се во животот, нели сакаш да направиш нешто, мислиш што е како и на крај го среќаш. Кога го форсираш нештото не може. Кога ги бркаме работите, бега. Кога не ги бркаме, да. И тоа е разлика помеѓу цели и намера. Значи намера кога целта ни дава основана на нешто што ќе го добиеме како резултат во иднина. А кога поставуваш ти намера дека сакаш, не знам, еве да останеш, не знам, сакаш нова работа, сакаш нова куќа, сакаш, не знам, дете. Куќа на море, нели, ова беше одлично. Да. Мојата намера е таква. За 2026 дена мерат. Браво. И доаѓате на гости. Како не? Сега, намерата те држи да ја одржуваш вибрацијата во сегашниот миг. Те прави да си тука и сега. А многу сме зборувале на тема тука и сега. И сега, ти си толку концентриран зашто некои работи не ни се случуваат. Апропо ова што ти сакаш, све правиш, чекај ова да направам. Ние уствари сакаме да контролираме работите, ма не можеш. Само да се препуштим. И кога ќе се препуштиме, работите доаѓаат. Затоа што и нашето енергетско поле е сменато. И не добиваме ние тоа што сакаме, го добиваме тоа кои сме. И што сме и каква вибрација. И тогаш има подреденост на сите аспекти, и ум, и тело, и дух. Ајде малце на гостината средина да му дадеме до збор што се вели колку треба да помине слободно. Жени сме во студио, така да. Слободно, Александра. Пуштен прашањама. Колку уметноста и колку катчето кое го создадовте ги преточува емоциите, бидејќи создадовте катче каде што луѓето доаѓаат да сликаат, да уживаат, да ги преточат емоциите, денот и се она што им се случува, можеби во едно
парче на платно. Но ете, колку уметноста вам ви помага и колку го препознавате тоа и кај оние кои ве посетуваат? Вака, пред се уметноста е суставен дел од мојот живот, бидејќи уметноста не е за мене професија, уметноста е за мене секојдневие. Јас со уметноста станувам, со уметноста легнувам, уметноста е све околу мене, за мене е све уметност. Навистина е така. Така да, ние како уметници, еве, јас како автор, како уметник, пред се искажувам преку моето секојдневие. Емоции, чувства, секојдневието ми е пред се инспирација на сликањето, на создавањето и на креациите што ги создавам во дела. Станува збор за Артрум, каде што Артрум доаѓаат луѓе. Како се роди во Скопје? Артрум. Соба за уметност, да. Тоа е соба за уметност, така, да, но не доаѓаат луѓе што знаат да цртат. Претежно е Елена ја била. Јас сонцето, значи, вака го цртам, вемувам, значи сонцето, дете тука е на ќошот, и зраците, очи ако сакаш да му ставиш камера, мислам тоа сите знаете. И тоа е моето цртање. Зашто не ме покажуваат на камера, вака, значи сонцето е тука. И јас отидов во арт-рум да се научам да цртам. Али, Александра, каква слика сум направила? Уметност? Значи... Ама зема и трето место. И трето место зема. Значи, еве го сонцето и зраците и очиња. Тоа е мојот талент за цртање. Крај. Значи, јас сум до таму, на тоа ниво сум со цртање. Ама битно имаш желба. Ти знаеш ли јас каква слика направив? Абе, мене не ми се веруваше, дома ми е сакам да ја видам. Чекај да видам слика на интернет. Продолжи, извини, морам да ја најдам. Трето место со врска или вистинска? Не, Не бе, па ме викна, стварно трето место освоив. Јас викам, ова е некоја шала. Ја бев комисијата. А кој беше у жири? Сега ќе ја најдам сликата, чекајте. Жирито бев јас, ја бев комисијата, све бев јас. Не бе, со човекот не се знаев што зборувате вие. Може ли да научиме да цртам? Може ли режија сликата, само морам да зумирам, за да видите каква... Сега ќе видите во камера каква слика сум нацртала со моите способности. Ова е уметничко. Чекај, да. Ова е Заслужува место. Ова е дело на заљубена сонцето. Ова е дело на заљубена дама. Браво. Јас се ежам сега да се покажам својата слика, ова не е може. Јас го нацртав, луѓе. Благодарение на Бранко. Бранко, може ли да научиме? Доаѓаат луѓе што знаат да цртат. Доаѓаат луѓе со намера, ама ја не знам да цртам. Ја ми треба помош. Ова не можам да го направам со такви прашања, но кога ќе испијате на чаша 2 вино, веќе тука се развива све, тука веќе може се будиме, можеме да твориме, може да цртаме и на крај се изненадуваат самите од себе. Ама добра комбинација. Да. Добра комбинација, да. Ја и Александра ќе дојдеме Може заедно. нешто да кажам? Се како Кате. Значи, ова е толку фасцинантно. Пред да ја организирам последната работилница и ми излегува артрум на Инстаграм. Викам, и го отварам профилот, имаше, дали беше спонзорирано, не или бит, отварам и го гледам профилот, леле, ова би било супер, викам за некоја работилница. Не се случува ова. Значи, ова ви кажувам сега пред 2-3 недели. И викам, како да стапам во контакт? Добро, викам, ај после нова година ќе се јавам, викам да прашам што и како можам да организирам ја некоја работилница. Ја своја мисија, не ми се верува. Кате, пази што си посакуваш. Камера поставив јас. Ја многу сакав таму да организирам. Да? Обавезно ќе направам. Кате, ама да знае некогаш да биде и негативна. Јас имав искуство со намера, што сакам да ја кажам, скролам на интернет и една жена во Евана работи. И викам, знаеш што, таа жена може, викам, ќе ми затреба, викам нешто, викам, дај да ја заследам, жена у Евана. Добро. 3 дена после мене ми ја гасат струјата дома. Јас се јавам на мајсторот, мислев прекидачот ми паднал. Мене ми ја гасат струјата, јас некои сметки не сум платила. Кога сум платила јануари, не сум платила февруари, сум платила март, нешто така, пошто јас цело време сум натака навака. Јас не сум си ги платила редовно сметките. Мене ми ја гасат дома струјата и мене жената за Евана ми затребува. Како што си реков, мора да ми затреба жената. Еве зашто ми затреба. Значи пази тоа сега што го зборуваме. Јас стално се воодушевувам и сега се ежам. Ти Многу се воодушевувам. Боже, колку е пази што мокно. си мислиш, гледаш ли?
И Ја се јас си надевам пишувам. куќата на море, ќе ми се како што си ја замислив, така ќе ја остварам во 2026. Бабо визуализирај. Може 2027 ќе биде. Не се ограничува. Да. Не се ограничува. Бранко ќе Пиење, така, види се кај Александра на гости, на Зајди сонце, ќе го цртаме Зајди сонце. Со некои пармезани со боцкања. Може. Убава екипа сме. Ние замисливме се, но Убава како екипа. ни с песна може ова да се така? Па и плюс ќе пееме до Може пееме. Да. Може ли да се Сигурно. распееме? Некоја вака омилена песна што ви е на душа, што би ја запеена на Зајди сонце, со винце, со пармезан, со се Милионерче. нешто го... Па што? Па милионерче. Милионерче му некоја успорена варијанта. За да биде Со поромантично. пијано во позадина. Грчки стил така со тоа, знаеш, што нивната музика. Да волам. Една убава македонска песна. Милионер. Сакаше поуспорена. Добра намера за 2026. Куќа на море, па сега требаат милионерчиња. Да, Што е вас така на срце, нешто што секогаш од душа го пеете, го сакате во блиско, подалечен круг или едноставно за вас и за сите оние што ве сака? Музиката е душа, нели? И ја ги сакам сите песни. Буквално сите песни. Сега све зависи нели од моментот, од луѓето, од расположението. Еве во ова расположение што ви запеале? Милиони. Тргнавме со куќите со милиони, така да. Не знаеш зашто прашав за милионерче, затоа што прочитав дека на оваа песна имаш земено најголем бакшиш до сега. По некои портали. Следи тоа. Значи, смеам ли да кажам и колку е бакшишот? Пошто пишуваше се по сеќавам. порталите. Не се сеќавам. Јас ке те подсетам. Ајде. 6000 евра. Тоа е ситна пара. О, браво! Браво, тоа ми се допаѓа. Сега почнат да ме хейтаат, готово. Добро, пара е, знаеш, најомразена тема кај нас во Кога се спомне Македонија. пара и кога се спомнат музичари, значи тоа е крај готово. да. Одма не мразат, одма треба да црната да листа се плаќате, ставени. да. Во ковид никој не се сети на вас. Така да секој ден да ви врнат. Значи, никој не праша како сте во моментот кога никој никаде не Да, ама затоа сега не настапуваше. хейтаат по социјални мрежи, кој И ќе јас рече, ви велам кога да- ќе дојде короната, ќе видите вие. Да уживате. Значи да уживате во настапите, во се да уживате во настапите, бидејќи мислам дека сега е времето на музиката, на уметноста, на се она што треба да го сакаме за да може да уживаме во Треба 2020. луѓето стварно да се посветат малце на поведри работи, на музика, на уметност, на вино. Па ние сме сестрани. Уметноста е сестрана. Дали ќе од драмски, музички, сликарски. Замислете малце Аги кај вас и песната што ја сака. да бидеме попозитивни, да гледаме попозитивно на работиве. Вака само темнила и лоши дешавки, лоши судбини, мислам, како зрачиш, така и привлачиш, нели, така викаат. Ама еден од најважните аспекти на секое човечко битие е уметноста во било која форма, затоа што тоа е начин на исцелување на душата. Ние сите имаме внатрешно. Не, да, и внатрешно сме сите креативни, секој на свој начин. А уметноста е широк поим, не е само сликарството, не е само музиката. Нас кога доаѓаат пример за Варатрум и кажувам намерно на сите, значи како го доживувате вие како го гледате. Да, не како треба по правило. Да, не како треба, например, по правило да се црта, како што кажа Јелена. Работава е ти како си го замислуваш, како го доживуваш од внатре. Не мора, пример, ако сонцево е како што кажа Јелена, ако она го замислува, да е на кјошот, нека го стае на кјошот. Не мора да е баш како што е насликава. Или не мора, пример, позадинава ако е бела, да е бела, стаја сина. Да. Сте различно гледаме Има на живење. Лето го правев еден многу убав ретрит, будење на женската енергија и имавме цртање. Како да се разбудиме? Да. И тоа колку е многу мажиката, многу машка енергија. Затоа треба имаме во нас. посебна емисија, да се разбере. И сега јас земав, набавив платна, или оние што се, ги знаете, не знам сега како им е правилно има, и на сите им викам, сите да си ја изразат својата женственост и женска енергија како ја доживува. Сите цртежи беа различни. Сите беа различни.
Немам слика од тоа. А инаку Глава, тело, раце и нозе, ја би се секој нацртала различно, со косичка. секој различно, ама апропо ова што го кажува, значи секој како се чувствува внатрешно да се изрази. Така и со музиката. Ама и бојата исто така многу има удел во човекот. Зависи, пример, ако имаш ти потемни бои, тоа се одразува. Да, и И тоа на е внатрешно. психофизичката состојба, да. Тоа е исто, например, и кај децата е така. Пример, кога и даваме да цртаат, но може да видиме во каква психофизичка состојба се наоѓаат спрема цртежот и спрема боите што ги користи едно дете. Така да и бојата има многу голема улога во уметноста, во секојдневието, во животот. Да. Јас би сакала да ја прашам Ади, готово, извини. Готово е, ми остана Ади. Скратено, да. Спомна дека нели луѓето негативно реагираат на пари. Тука би сакала и Кате да ја слушнам, затоа што навистина така. Значи нешто ако кажеш дека пример дека може добро заработиш, сега тоа добро е нели индивидуална работа. Да. Ама некако имам чувство дека пара која ќе се спомне кај нас во државата, дали бакши си земала, не знам си купила нешто, значи финансиско нешто кое ќе кажеш, готово? Ги боли. За парите по рекламите. За парите по рекламите. Останете заедно со нас. Да, морам да најавам реклами. Се враќаме за кратко.